Таму, каде што мислите запираат, а телото зборува. Во вода, каде доминира еден од најстарите спортови со дури 37 дисциплини. Станува збор за пливањето. Пливањето во Македонија е доста популарен спорт. Како кај најмладата популација, така и кај повозрасните. Еден од најтрофејните спортови во државата, како на олимписките базени, така и во маратонското пливање. Колку дисциплини постојат, односно на кои се начини може да се надпреваруваат пливачите? Вака, од најкратките дисциплини се делфин, грбно, грабно, крал. После тоа има разлика во однос на должината на техниката, односно на преварувачката дисциплина. Пливањето е базичен спорт, а многу деца своите први чекори ги прават токму од забава. Но како што вели и нашиот соговорник, таа забава често прераснува во сериозна посветеност и подготовка за надпревари. Пливањето е базичен спорт и е доста популарен кај помладата популација. Односно, имаме дечиња кои што започнуваат веќе од 5 годишна возраст. Младите гледаат еден вид на отскочна даска за пронаоѓање во понатамошните спортови. Пливањето кај нас најчесто се започнува прво како игра и како забава, потоа зависно од заинтересираноста, упорноста и редовноста децата продолжуваат во посериозните активности, односно во процесот на преварување. Иако се препорачува децата да започнат со спорт уште од најрана возраст, кај пливањето сепак клучна улога има физичката подготвеност на детето. Зависно од детенцето колку е психофизички спремно, тоа е релативна работа. Има некој детенце спремно на 5 годишна, 6 годишна, 7 годишна возраст. Значи, најмалата е таа возраст, а старосната граница, односно, може да продолжи како вид на рекреација, па збориме и луѓе кои што се доста по возраст. Една од главните причини зашто овој спорт се препорачува уште од најмали години се бројните здравствени придобивки. Активирање на сите мускули, подобрување на кондицијата и зајакнување на срцето. Најчесто се започнува од здравствени причини, се поголем е процентот на дечиња со деформитети и на жалост доста касно се освестуваат и започнуваат со пливањето како процес на рекреација и рехабилитација. Ги напоменавте здравствените бенефиции, па кои се најчестите здравствени проблеми, а спортот може да помогне при решавање на истите? Односно пливањето конкретно. Најчесто дечиња кои што доаѓаат се со деформитети на грбот, рамни стапала, икс нозе, нормално како спорт, бидејќи односно како активност на телото е во на хоризонтала и тежиштето е доста намалено, односно притисокот на рабетниот столб е еднакво на нула, така да влие доста позитивно, односно го намалува тонусот во мускулите и притисокот на делот кај што има деформитет. Во Македонија, но и на Балканот, има бројни таленти кои се сериозни кандидати за врвни резултати на меѓународната сцена. Имаме доста сериозни кандидати кои што се надпреваруваат како на домашните државни првенства, Балканот и на Олимпијада. Пораката е јасна. Со упорност, работа и дисциплина, успехот во пливањето е достижен.